Почитувани кумановки и кумановци, почитуван градоначалник Максим Димитриевски, членови на Советот на Општина Куманово, почитувани пратеници од Куманово, раководители на локалните институции на нашето убаво Куманово, почитуван министер Оливер Спасовски, почитувани тројца заменици од Куманово, кои сте денеска овде, заменици министри, председатели на Кошаркарската федерација, почитуван директоре на Агенцијата за млади и спорт, почитувани млади луѓе, но и наши спортски легенди кои што сте вечер овде присутни. Добро вечер на сите и со здравје да се користи ова рехабилитирано игралиште. Навистина ми представува огромно задоволство да бидам дел од овој настан со која означуваме како готова само првата фаза од целосната реконструкција на игралиштето за фудбал и ракомет од спортскиот комплекс Соколана во Куманово. Сега имаме целосно современо и функционално уредено игралиште со акрилна подлога, проширени трибини и дополнителна инфраструктурна опрема како осветлување и заштитна ограда. Сето тоа е само дел од севкупната обнова на спортскиот комплекс Соколана, гордоста на Куманово и кумановци и еден од најубавите спортски и архитектонски објекти во нашата земја. Со наредните две фази од целосната реконструкција и обнова, со кои ќе бидат офатени самиот објект, а потоа и кошаркарското игралиште, нашата намера е да го вратиме правичниот сјај и функционалноста на Соколаната, за која се врзани дел од најубавите спомени на граѓаните на овој град. Јас би додал дури и на граѓаните од целата земја, кои доаѓаат тука да проследат некои од највозбудливите спортски или други манифестации кои токму тука беа организирани. Денеска и во оваа прилика сакам уште еднаш да истакнам дека одлуката на владата во 2019 година Соколаната да ја биде вратена на користење на општина Куманово, односно на граѓаните на овој град и на околните места, ја сметам за исклучително значајна. Им го вративме објектот полн со спомени и историја на оние на кои им припаѓа, на граѓаните. Соколана е спортски објект во овој наш убав град, кој датира уште од доцните 20-тите години на минатиот век и период на кралство Југославија, со зачетоците на соколското движење не само на просториите на Куманово, туку и на тогашна Европа. Во изминативе децении во Соколана се одржуваа единствените и неповторливи кошаркарски турнири, кои беа во центарот на вниманието на спортската јавност во поранешна Југославија. Соколана беше претесна да ги прими сите гледачи. Се играше од рано наутро до доцна навечер. Тоа беше место каде што настапуваа Куманово, Работнички, Вардар, Прилеп, Битола, Штип, Велес, Црвена звезда, Раднички, Партизан, Борат, Шачак, Олимпија, Локомотива Загреб, Задар и многу други. Чест и Струмица секако. Чест и привилегија беше за секој кошаркар да се биде дел од кошаркарските спектакли во Соколана. Таму се изградија многу познати светски имиња во кошарката, каде што се, например, светските великани од 60-тите години Радмило Милошевик и Владимир Цветковиќ. Плејада гимнастичари се родија и афирмираа во Соколана. Вредно се работеше под будното око на тренерите и стручните лица од различни спортски дисциплини. Во Соколана се одвиваше и културно-забавен живот. Незаборавни се матинејата и игранките организирани во овој објект. Водени од респектот кон сентиментите и меморијата поврзана со овој прекрасен објект. Како влада, преку Агенцијата за млади и спорт, ја поддржавме неговата обнова и ставање во полна функција за да го вратиме некогашниот дух на спортски ентузијазам и да создадеме уште едно место за спортски активности на младите и на сите граѓани. Владата на Република Северна Македонија во последните 3 години
во континуитет покажува што значи вистинска грижа за сите граѓани подеднакво. Куманово во времето на режимот беше целосно запоставено и воопшто не постоеше на агендата за проекти од страна на тогашната власт. Така беше и во делот на инвестициите во капиталните проекти во образованието. Оваа влада направи видлива разлика и на овој план на ниво на целата држава. Го завршивме надворешниот објект на спортската сала на Средното техничко училиште Наце Буѓони. Сега наставата по физичко и здравствено воспитување се одржува во најсовремени услови, за разлика од порано, кога се одвиваше во импровизирани услови. Разликата ја прават уште две новоизградени спортски сали во последните 3 години. Една за економското училиште, втората е во училиштето во Черкезе. Во инфраструктурата, регионалните, експресните патишта, од Куманово према другите региони и кон Куманово, заедно со сите други инфраструктурни проекти, во последните 3 години во регионот на Куманово се инвестирани повеќе од 100 милиони евра. Со враќањето на градската спортска сала, познатата Соколана, во владение на општината, таа повторно ги отвара вратите за нови спортски настани и успеси и за развој на спортот во општината и во регионот. Никогаш во Куманово не се градело толку и не се водело грижа за младите и за граѓаните како во последните години. Благодарам на сите и ви посакувам успешна завршница на сите предвидени работи, на сите кои што сте вклучени пред се граѓаните со многу љубов кон ова историско катче за Република Северна Македонија, но посебно за Куманово, на Агенцијата за млади и спорт, на општината, на Советот, општинската администрација и комуналните предпријатија и секако на сите кои што се вклучени од владата во функција на завршувањето на овој објект. Сакам повторно сите заедно да се собереме вака како денеска и да ја видиме Соколана во незиниот полн сјај. Нека е со среќа и со здравје да го користат ова ново игралиште генерации и генерации.